Почитувани дами и господа, секогаш е задоволство да се присуствува на годишната конференција на Македонската берза. Тоа е без сомнение најзначајната конференција од областа на финансиите во Македонија, која на едно место ги собира сите финансиски институции и нивните регулаторни тела. Ова е добра прилика во моето обраќање пред ваков респектабилен аудиториум за прв пат да ги представам моите погледи за делувањето како гувернер на Народната банка. Должноста гувернер на Народната банка на Република Македонија е без сомнение најодговорната позиција во финансискиот сектор. Тоа е голема чест, но и уште поголема обврска. Народната банка во 20 години на независна Македонија изгради репутација на кредибилна институција која успешно ги одржува ценовната и финансиската стабилност. Создаде квалитетен кадар и постојано ги надградува своите човечки и институционални капацитети. Тоа е заслуга на визијата и работата на сите досегашни раководители на оваа институција. Пред мене стои императивот да продолжам да ја надградувам Народната банка на патот кон респектирана современа централна банка, која во догледно време ќе стане дел од системот на европски централни банки. Основните цели се дадени во Законот за Народната банка. Затоа јас немам друг избор, освен целосно да се посветам на остварувањето на основните цели на Народната банка. Ќе им овозможам на бизнисите и граѓаните на Република Македонија да продолжат да ги уживаат благодетите од ценовната стабилност. Ќе работам на зацврстување на стабилноста и конкурентноста на банкарскиот систем преку воведување на најдобрите европски практики во регулативата и супервизијата. Не загрозувајќи и претходните две цели, Народната банка ќе ја поддржува економската политика на земјата. Во економската теорија нема дилеми дека ценовната стабилност е неопходен услов за економскиот раст. Тоа не значи дека ценовната стабилност автоматски ќе донесе раст. Но без ценовна стабилност сигурно не може да има одржлив економски раст. Кога говориме за ценовната стабилност, подразбираме дека граѓаните и бизнис секторот немаат инфлациони очекувања. Односно, тие не ја земаат предвид инфлацијата при носењето на нивните деловни одлуки. Централните банки се грижат за одржување на општото ценовно ниво на среден рок, но централните банки не можат да ги контролираат цените на индивидуални производи. Времени порасти на општото ценовно ниво како резултат на шокови од страната на понудата на некои производи не значат дека е нарушена ценовната стабилност. Централните банки може да ја контролираат побарувачката. Соодветно, тие имаат моќ да не дозволат раст на цените поттикнат од побарувачката. Во овој контекст треба да ја анализираме инфлацијата во Македонија во последните 3 месеци. Нема дилеми дека повисоката инфлација засега е целосно последица на повисоките цени на нафтата и храната на светските берзи. Да ја цитирам изјавата на Трише од 20 февруари. Ние не може ништо да направиме против растот на берзанските цени на нафтата и храната, но ние мора по секоја цена да спречиме пренесување на растот на цените врз останатите производи. Или како што вели Бернанке во април, инфлацијата треба да се следи внимателно, за да се воочат докази дека цените на берзанските производи имаат повеќе од времено влијание врз инфлацијата. Се додека инфлационите очекувања остануваат стабилни, а растот на берзанските цени забавува, порастот на инфлацијата ќе биде само кратка епизода. Базичната инфлација, која ги исклучува цените на енергијата и храната, е добар показател за идната инфлација. Базичната инфлација во Македонија се уште е ниска и изнесува 1,2%. Колку за споредба во 2008 година, базичната инфлација стигна до 2,8%. Имајќи предвид дека базичната инфлација е ниска, а истовремено нема притисок од платите и домашната потрошувачка, производниот јас е истовремено негативен, цените на храната на светските берзи од март веќе се намалуваат, предвременото затегнување на монетарната политика може да направи повеќе штета отколку корист. Во секој случај, Народната банка внимателно ја следи инфлацијата и инфлационите очекувања и при првите сигнали дека ценовниот раст се пренесува на останатите производи, јас нема да се двоумам соодветно да реагирам за да ја зачувам ценовната стабилност. Почитувани дами и господа,
Народната банка веќе 16 години успешно ја одржува ценовната стабилност во македонската економија преку таргетирање на стабилен девизен курс на денарот. При тоа, само еднаш, во 1997 година, на самиот почеток на спроведување на оваа стратегија, беше принудена да изврши надолна корекција на курсот. Од тогаш, во последните 14 години, курсот на денарот е стабилен. Со текот на времето се изгради поширок консензус дека стабилниот девизен курс добро и служи на македонската економија и таа придобивка треба да се задржи во иднина. Сепак, повремено може да се слушнат размислувања дека треба да се премине кон слободно флуктуирачки девизен курс или флуктуирачки курс во одреден интервал од плюс-минус 5 или 10%. Но досега не сум слушнал сериозни аргументи зошто тоа би била подобра стратегија за македонската економија. Наспротив ваквите размислувања, во оваа прилика ќе елаборирам 8 аргументи зошто стабилниот курс на денарот е се уште најдоброто решение за македонската економија. Прво, погрешно е да се врзува економскиот раст со политиката на курсот. Економскиот раст зависи од квалитетот на економските политики, а не од политиката на курсот. Дали девалвацијата од 1997 година го подобри економскиот раст во Македонија? Во отсуство на квалитетни економски политики се појавуваат неравнотежи во економијата. Во земји со фиксен курс неравнотежите се манифестираат преку високи каматни стапки, додека во земји со флуктуирачки курс преку депресијација на курсот или и едното и другото доколку се обидуваат да го бранат курсот. Второ, ако се погледнат малите економии од Балтикот преку Централна Европа до Балканот, при тоа ги исклучувам Полска и Турција кои се големи економии, не може да се споредуваме со нив. Значи ќе се види дека доминираат земјите со политика на фиксен курс. Тоа се трите балтички земји, потоа Хрватска, Босна, Македонија и Бугарија. Флуктуирачки курс имаат Чешка, Унгарија, Романија, Србија и Албанија. Ако се споредат стапките на економски раст кои ги остварувале во последните 10 години, ќе се види дека воопшто не е точно дека земјите со флуктуирачки курс остварувале подобри економски резултати. Понатаму, освен Чешка, останатите мали економии кои имаат флуктуирачки курс постојано интервенираат на девизниот пазар за да спречат поголема девалвација. Значи и тие не можат да си дозволат целосно слободно флуктуирачки курс. Цената за тоа се високи каматни стапки, висока инфлација и губење на девизните резерви. Се извинувам. Значи, погледнете го примерот на Србија. Таа во моментов има референтна каматна стапка од 12,5%. Инфлација од 14% и постојано интервенира на девизниот пазар за да спречи на тамошна депресијација на валутата. Романија има референтна каматна стапка од 6,25%, Унгарија 6%, а Албанија 5,25%. Просечните каматни стапки на банкарски кредити во локална валута во моментов се околу 14% во Србија, а околу 12% во Албанија и Романија. За споредба, референтната каматна стапка на Народната банка на Република Македонија е 4%, а просечната каматна стапка на банкарски кредити во денари е 8,9%. Трето, флуктуирачкиот курс на денарот и многу веројатната депресијација која би следела не би го поттикнале извозот. Впрочем, тоа го потврди девалвацијата од 16% во 1997 година. Во македонскиот извоз доминираат металите и текстилот со учество од 50%. Во нивниот финален производ, увозните инпути учествуваат со 80 до 90%. Единствениот позначаен домашен инпут е работната сила. Тоа значи дека е многу мал просторот за поевтинување на производната цена на овие две групи производи преку депресијација на денарот. Тоа поевтинување единствено може да дојде од најголемиот домашен инпут, работната сила. И тоа единствено ако се предпостави дека депресијацијата на курсот на денарот нема да создаде притисок за пораст на платите, што е многу малку веројатно.